По вчерашниот пат, цената на суровата нафта денеска расте и таа се тргува нешто под $90 за барел. Владата сепак очекува пад на цените на горивата од понеделник, но и дополнително стабилизирање на инфлацијата. Премиерот Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, кажа дека намалувањето на акцизите и данокот на додадена вредност државната каса ја чини десетици милиони евра, но за сметка на тоа Македонија имала најниски цени во регионот и покрај тоа што државата не го ограничи продавањето на горива за странски државјани. Јас очекувам дека веќе во понеделник да имаме надолно нивелирање на цените, на бензините и на дизелот, но на што е важно е што ние како држава сепак остануваме држава со најефтина цена на дизелот и на безоловни. Споредувајќи ги параметрите од јуни 2022 и јуни годинава, Мицкоски уверува дека државата сега многу подобро се справила со економската неизвестност која произлезе од кризата во Персискиот залив, отколку претходната влада која исто така ја затече војна, но во Украина. Иако според сите светски познавачи велат дека оваа војна има далеку по девастирачки последици за светската економија, поготово како енергетска криза повеќе. Ако тогаш сме имале 14,7% инфлација, сега е 3,4%. Ако тогаш прехранбените производи биле над 15% и тоа бе главниот драйвер, сега тие се 2,5%. Јас очекувам дополнително стабилизирање во јули. Анализирав 12 држави од регионот, тогаш сме биле на 8-то место од 12 според висината на инфлација, сега сме на 3-то. Опозицијата сепак, повикувајќи се на Евростат, тврди дека Македонија има најнизок животен стандард и најслаба куповна моќ во Европа. Просечната потрошувачка кошница кај нас чини 50 евра, додека во Европската унија чини 100 евра. Зад нас нема никој, пред нас се Турција, Босна и Херцеговина, Романија, Бугарија, Црна Гора и Србија. Додека Мицкоски од пресконференција до пресконференција зборува за поголем раст од ЕУ, за прво место во туризмот и за економско чудо, Евростат вели едно: ние сме на дното. Ниските цени не се успех. Тие се одраз на сиромаштијата и слабата куповна моќ. Евростат не држи пресконференции, Евростат објавува реалност, велат од СДСМ. Од март, кога почна војната меѓу Соединетите Американски држави, Израел и Иран, бензините во Македонија поскапеа за 18,5 денари за литар, додека дизелот сега се продава 27,5 денари поскапо од колку тогаш. Даниел Василев, Сител телевизија.